Ништо од повиците на меѓународната заедница, амбасадорите акредитирани во Скопје и шефот на државата за потребата од помирување меѓу власта и опозицијата за прашањето на евроинтеграција на земјата. Клучната тема за еднината на Северна Македонија никако да излезе од дневно-политичкиот ритам и да стане надпартиско прашање. ВМРО ДПМН сега ја обвинува владеачката коалиција дека таа е антиевропска и дека формирала антимакедонски фронт. Цело ВМРО ДПМН, но делот ВМРО ДПМН е на бродот кон Европската Унија и било е и ќе остане на тој брод. Мене ме загрижува дека дел од раководството на СДСМ, не цело СДСМ, дел од раководството на СДСМ, заедно со ДУИ формира, наместо, како што ни го нарекла Европски фронт, формира антимакедонски фронт. И тоа ме загрижува, веќе тоа е една појава на уништување на сопствениот народ, за да може да биде задржана сопствената позиција. Одговорот брзо дојде. Наместо ВМРО ДПМН да одговори дали ќе се приклучи на Европскиот блок или ќе остане во заложниство на левица, Мицковски измислува нова глупост за наводно редефинирање на државата. Додека трае партиската пресметка за тоа кој е поголем европеец, Брисел испорачува јасни пораки до земјите од Западен Балкан, вклучувајќи и Македонија, дека треба да се свесни за руското влијание кое се обидува да ги измести од европскиот пат и дека ако сакаат да напредуваат, мора да покажат постигнување во делот на реформската агенда. We want to advance on enlargement and we send a strong message that they need to seize the momentum. Сакаме да напредуваме во процесот на проширување и пративме силна порака дека тие треба да го искористат моментот во проширувањето создаден со брзиот прогрес на Украина која напредува, а регионот треба да ја следи со исто темпо. Сега е време да ги забрзаат реформите, да се усогласат со ЕУ стандардите. Треба да ја искористат оваа единствена можност. Северна Македонија има и дополнителен проблем – односите со Софија. На состанокот ЕУ Западен Балкан ова прашање го отворил шефот на бугарската дипломатија кој не го криел незадоволството на неговата влада од неодамнешната изјава на премиерот Ковачевски, кој дискурсот на Бугарија кон Македонија го спореди со оној на Русија кон Украина. Разговарахме съвсем накратко, поговорихме по въпросите. Разговаравме многу кратко со министерот Османи за прашањата што не интересираат. Тој се обиде да објасни дека говорот на премиерот де факто е поврзан со конкретни политичари, а не во принцип со политиката на Бугарија. Но јас го прашав зошто во оваа ситуација се споменува Бугарија, а не конкретниот политичар на кој цели. Од наша страна посочив дека е исклучително важно да се запазат сите ангажмани, вклучувајќи и промената на уставот. Позицијата која Брисел, но и Вашингтон постојано ја повторуваат е дека ова е суверена одлука на земјата, но без која нема напредок во наредната фаза од пристапните преговори. За сега, оваа порака не допира до сите од кои зависи процесот на уставни измени. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.